Почитувани пријатели, добро вечер, добродојдовте на каналот Доверливо со Насир Селмани. Вечерва ни гостува професорот, поранешниот амбасадор, поранешен пратеник Нано Ружин. Професоре, добро вечер. Добро вечер. На почеток сакам да ве прашам за последните случувања во Иран. Нападите се вжештуваат, речиси Иран е обезглавен, но нема знаци на дипломатски активности, посредување. Дали овој конфликт може да трае со години, како што веќе трае конфликтот во Украина? Овој конфликт е од сосема поинаква природа во однос на конфликтот кој се случува во Украина. Пред се од повеќе причини. Прво, се работи за држава која што се бори за својата екзистенција, значи Иран, која што беше нападната од страна на Соединетите Американски држави и Израел со два, сега третиот носач на авиони, Џорџ Буш се приближува, двата се исто така во Арапското море и 13 разоружени, значи војни бродови. И овој конфликт покажа многу работи кои што се, на пример, новина во досегашните војни. Целосно војната се претвори во судир со дронови, бомбардирања, ракети, балистички ракети, но врз сосем вид на цели, сосема поинакви вид на цели како од што оние што се случуваат во Украина. Факт е дека критичките инфраструктури беа цел, тоа значи тоа се пред се големите рафинерии, нафтени извори и така натаму. Запрења е вратата или теснецот Ормуз, бидејќи не може повеќе нити да влегува, нити да излегува брод, а знаеме дека 20% од светскиот извоз на нафта и природен газ поминува токму од таму и потекнува од овие држави, но исто така и вице верса. Овие држави не може да бидат снабдувани со храна, вода и останато, и затоа е ситуацијата многу непријатна. Од трета страна имаме околу 15.000 луѓе, морнари, кои што се блокирани и неколку илјади странци кои што не може да избегат, било да се работи од Дубај, од Катар, па то меѓу другото има и граѓани од нашата држава кои што се таму. Сето тоа, ако се име рамката глобална на оваа војна, е прво што скока цената на горивото и второ што предизвикува еден негативен глобален фидбек врз светската економија, значи поголеми цени, поголема инфлација, осиромашување, проблеми со она што велиме глобална економија и транспорт на разни видови на производи. Еден друг елемент е што многу аналитичари истакнувате дека во прашање е всушност целта Кина да биде на известен начин блокирана од до сега првиот избор беше Венецуела, а вториот избор, односно 80% од нафтата од Иран доаѓаше кон Кина. Конечно се наметнуваат и други влогови. Например... А зошто, пошто јас имав едно прашање за нафтата подоле, меѓутоа веќе кога го отворивте, Кина може и од Русија да купи, кој ќе ја спречи? Па Русија е блокирана со санкции. И видовме дека... Мислите дека Кина толку ќе се придржи на санкции? Русија мора, бидејќи беше нападната од подморни, од дронови кои што на неколку пати руската морнарица доживеа голем крах. Од друга страна се случува исто така нешто што е првпат забележено оваа војна, а тоа е ударот на иранските
дронови врз центри или на што викаме клауд, центри на информации како што е на пример два центри на информација во Бахрейн и Уединетото кралство, во Уединетите арапски емирати, Amazon Web, каде што компаниите, голем број светски компании се напојуваат од тие информации и тие исто се беа нападнати. Но еве да тргнеме прво од самата цел на овој напад. Прашавте дали ќе потрае. Известно е дека нема ова војна долго да трае, бидејќи не може да се издржи цело тоа што го објаснав, пред се блокадата и пред се... Меѓутоа, Трамп доби бланко поддршка од Сенатот дека војната може да продолжи, од друга страна Иран вели ние не ни бараме прекин на војна. Точно, секој американски претседател кој отпочнал одредена војна авантура добивал поддршка, бидејќи тоа е во принципот на функционирање на американскиот политички систем. Но она што е битно е, се наметнаа 5 главни цели во ова американско-израелска интервенција. Првата цел беше да се уништи нуклеарната програма на Иран, бидејќи постоеше и постои се уште страв дека Иран можеби набрзо ќе направи своја атомска бомба. Затоа не е случајно масивните бомбардирана на центрите за преработување на, добивање осиромашен ураниум, во Нантац, во Форго и во Спахиу, каде што се фокусирани и под земја изградени овие центри. Од она што знаеме како информација, иако информациите на американците се многу мали, за разлика од порано кога држеа 2 преса, овој пат само даваат одредени пресови еднаш дневно и тоа многу кратко, без никакви објаснувања. Таа цел е делимично остварена, бидејќи кај израелците постои еден перманентен страв дека тие како 10 милиони, а Иран како 93 милионска нација опколени со други арапски земји, постои страв за екзистенција и постојано се шират кон други подрачја и на тој начин денеска веќе се зборува за тезата голем Израел, што е многу негативна теза, особено ја развиваат аналитичари кои што се против оваа војна и против Израел. Втората цел на оваа војна беше да се уништат фабриките на Иран кои што произведуваат беспилотни летала, тоа се значи овие ракети, балистички, дронови и така натаму, пред се оној Шахид кој што е многу познат и кој што се прослави во војната во Украина од страна на Русија. И во голем број на извештаи израелците кажаа дека уништиле преку 300 лансерни рампи, но изненадувањето е тука што тие одеднаш се појавуваат од некој неконтролирани бункери или дупки од земја, испукават и исчезнуваат. Што им задава многу грижа на председна Тел Авив и на останатите градови во Израел, меѓутоа и на соседните држави. Иако за соседните држави председателот на Иран истакна дека повеќе нема да гаѓаат цели во овие држави, но како да и тие на почеток кажа дека немаат ништо против своите соседи, туку единствено против американските центри, пред се бази и така натаму. Така што и покрај факт е дека голем број од овие ракети и дронови кои што ги лансираа иранците се смали бројот ниве. Например, ако првиот ден цирка имало преку 400-500, веќе сега 7-8 дена потоа веќе таа бројка се наоѓа на 60-70. Што значи дека се навистина погодени, бидејќи имаше еден масивен напад од страна на
Израел и Соединетите Американски држави. Инаку, тие две сили ги поделија регионално просторите на бомбардирање. Јужниот дел го презедоа американците, северниот дел горе го презеде Израел, кој што оди со преку 100 бомбардери, авиони и така натаму. Кога сме кај бомбардирањето, американците се пофалија дека повеќе нема да трошат од скапите ракети Патриот, туку сега со бомбардери Б-52 одат со ефтини и слични на овие дронови кои што ги имаат иранците. Професоре, Третиот, дали ме интересира дали за Иран може да се примени венецуелско сценарио? Да има, пошто практично Иран е обезглавен, сите важни фигури се убиени. И целта е, можеби, да не се смени режимот, ама на власт да дојдат по-либерални структури од Иран. Може ли да успее тоа сценарио? Значи, само да кажам уште овие три аспекти и ќе одговарам на ова прашање. Третата цел беше токму ова обезглавување на иранското водство, Кое е релативно агресивно и... Да, и конзервативно. Хамнеи беше убиен и голем број на генерали. Четвртото беше да се прекине врската со Хезболак и Хамас. Прокси. Гледаме се случува тоа во Либан. И последната е токму ова што го кажавте, дали промената на режимот, односно да дојдат многу сили. За да дојде до тоа, потребно е да бидат победени како се стражарите, чуварите на револуцијата, кои што се многу силна групација низ целиот Иран. Трамп најави дека одредени борци курди наводно ќе настапат против тој режим, меѓутоа нивната бројка е символична и што е најинтересно, курдите во Ирак ги поддржуваат моласите од Иран, додека овие што се курдиве од Иран, значи во рамките на курдското движење не постои прво единство. Тие бараат одредена автономија и така натаму, но мислам дека тоа многу тешко ќе се спроведе. Третиот аспект, факт е дека замина Хамнеи, се збори дека син му ќе го замени, постојат млади луѓе пред се во урбаните средини, како што се во Техеран, кои што загинаа 30.000 до 100.000 викаат се жртвите. Постои едно општо незадоволство од тој начин на живење, но мислам дека интервенцијата на Иран, на Израел и на Соединетите Американски држави може само да го обедини иранскиот народ. Бидејќи, иако Иран е еден вид мозаик на народи, пред се има азари, курди и така натаму, сепак се доближуваме до тезата на Хантингтон за судирот на цивилизациите. Во случајов, обичниот иранец оваа војна ја доживува како војна на обединетите христијани со евреите, значи Соединетите Американски држави, против муслиманите од Иран, па дури и некои сунити, иако Иран, знаете, се шиити, дури некои сунити ја поддржуваат, впрочем во Либан се сунити, во Газа исто така, ја поддржуваат таа солидарност за заедничка битка против оваа инвазија. Значи, нема да се искористи овој момент курдите во региона да создадат сопствена држава, затоа што се на 20 милиони. Значи, вака, на ова прашање само теренот може да одговори. Во овој миг само едно може да констатираме. Единствено правило во оваа војна е дека нема правила.
од самиот почеток, ниту некој ја најави пред Советот за безбедност или пред Конгресот, значи Советот на безбедност на Обединетите нации интервенцијата. Од друга страна, тоа е еден чист унилатерализам. Оваа војна, оваа интервенција беше прогласена од страна најсилните европски држави за илегална, бидејќи прво беше убиен каков таков да е Хамнеи, шеф на државата, и тоа е прв пат американците да убијат шеф на држава кој е во функција, а од друга страна Европа овој пат можеби поучена од искуството со Украина некако настојува да се наметне под изговор на дефанзивни интервенции пред Франција и Англија, да се наметне како еден посредник. И, например, пред 2 дена Макрон зборуваше со министерот за надворешни работи на Иран. Значи, постојат одредени идеи, одредени иницијативи да дојде до контакт, до измирување на ситуацијата, бидејќи светот не може да функционира без енергенси. И затоа мислам дека за тоа се заинтересирани и Европската Унија, но и Кина и Русија. Можно ли е копнена интервенција? Затоа што во Соединените држави тоа се зборува, Трамп прво рече може, па после се повлече, меѓутоа во јавноста кружат такви идеи дека единствено со копнена инвазија може да се смени режимот на Иран. Точно е, режимот може да се смени со копнена инвазија и паралелно со групации, како што се, например, нели ги најави курдите или азарите, или како што се случи на Косово. Имавте цело време воздушна интервенција, но американците беа во еден момент подготвени да одат на копнена инвазија, но не отидоа и иначе ќе предизвикаше многу поголем жртви на двете страни. Значи, можно е да дојде евентуално до инвазија пред се од страна на Израел. Меѓутоа, мислам дека немаат доволно сили тоа да го реализираат, бидејќи, реков, за Иран не се проблематични 1 милион, 2 милиона, 3 милиона жртви, 4 милиона. Освен тоа, оние што го знаат менталитетот на иранците, и околу тоа баш многу читав, менталитетот на иранците се разликува од менталитетот на арабите. Тие ја доживуваат смртта како одење во некој поубав свет. Подготвени се да се жртвуваат за државата. И сега, вие одите да се борите со една држава која што има 800.000 километри квадратни. Значи, која е огромна држава, малте некако половина и повеќе од Европа. 90 милиона жители. Оние кои што прво некои од нив се ориентирани против оваа алијанса на Соединетите американски држави и Израел, така што копнената инвазија на помали држави, например во Авганистан, Авганистан е помал, беше прогласена за неуспешна. Бидејќи колку толку видовме само 6 жртви од американците како фидбек доживеа за еден трагичен епилог за американскиот војник во Соединетите американски држави, а кога сте на терен, оние што се биле во копнена армија знаат, тие прво го познаваат теренот. Вие се да одите во копнена интервенција, треба да имате изворена слика за теренот. А во почетокот и сега се констатира дека американците има лоша проценка на квалитетот и квантитетот на одбранбените и оружја на самиот Иран. Значи, беа изненадени
до кога може тие да даваат отпор, до кога може да имаат дронови. Тие истакнуваат дека секој ден произведуваат нови. И затоа мислам дека најдобра солуција за ова е една мировна солуција. Можеби во таа мировна солуција да се влијае, да малку... Која е улогата на Русија и на Кина? Тие ја осудија нападите, меѓутоа до сега се на она декларативно. Дали овие две земји би можеле поактивно да го помогнат Иран? Па во оние настапи што ги имаше прво Путин, руската дипломатија истакна дека Иран не побарал никаква помош од Русија. До сега? Да, до сега. Кина исто така даде голема осуда на ова интервенција, но истакна дека постојано се бара некој дежурен кривец пред се од Азија, за да Кина на известен начин се блокира. И сето тоа доведе до тоа да овие држави за сега само декларативно, иако не знаеме, но се предпоставува дека имаат одредена логистичка поддршка на Иран, бидејќи, не знам, преку кинески, руски сателити наблюдуваат каде се целите, им даваат координати и така натаму, и така натаму. И трето, што е многу битно, мислам дека војнава е исполнета со многу фейк ньюс, значи лажни вести. Например, вештачката интелигенција сега прави чуда. Вештачката интелигенција, токму заборев да го кажам, вештачка интелигенција е еден нов, би рекол во негативна смисла, квалитет на војната. Значи, вештачка интелигенција, ова е војна каде што вештачката интелигенција има огромен удел. И сега, например, се случуваат, гледаме слики, не знам, бомбардиран Тел Авив, бомбардиран ова. Не знаеме дали се лажни, дали се извадени од претходни бомбардирања или се сегашни. Исто така се прочу една друга вест. Врз основа на фактот дека биле заробени 5 шпиони на Мосад во Катар или Саудиска Арабија, мислам исто и во двете држави, се прашуваат сега што тие бараат во пријателски држави на Иран. Дури се смета, бидејќи иранците кажа, ние не го бомбардиравме овој нафтен комплекс, најголемиот нафтен комплекс на Саудиска Арабија, туку предпоставуваме дека се тој Израел и дури почна да се води една истрага околу тоа. Дали е тоа Израел, бидејќи Израел сака на известен начин да го ослаби таа арапска солидарност, но не знаеме што е вистината. Значи, фейк ньюс. Професоре, пошто во јавноста постојат разни, и гледам колку луѓе тоа едноставно тоа ги шират тие информации, кои што може да ги вознемират луѓето. Според вас, дали има потенцијал ова војна да прерасне во светска војна, а со тоа и во нуклеарен конфликт? Мислам дека нема шанси ова војна да прерасне во нуклеарен конфликт. Поголеми шансите и поопасноста беше кога во Украина дојде, би рекол, до индиректен, па дури и директен судар меѓу војниците на додуше пензионирани генерали и така натаму од САД и така, со руски војници, но овдека имаме само практично две сили нуклеарни кои ја напаѓаат Иран, иако постоеше тезата дека наводно Иран имал атомска бомба, то нема Иран атомска бомба, да имаше до сега ќе ја употребеше или ќе дадеше до знаење дека има.
Значи, тоа не може, Ма неспорно е дека но желбите на еден да има атомско оружје се иако што не, тие велат пазете, дека тоа е секоја држава според меѓународното право има право да има атомска бомба. По кој основа да има Франција, а да нема, на пример, Германија или Чешка или не знам, или Македонија. добро ми дадовте повод сега. Како може една земја, еден режим кој што од 79-та година станува од Сабајле вика смрт за Израел, смрт за американците, и што очекувате дека тие земји ќе ве милуваат? Па таква земја да има и атомско оружје. Затоа што во јавноста се сака да се создаде таа перцепција дека таа невина жртва не изгледа баш како невина жртва. Еве ќе тргнеме од оној познато размислување Ким Ил Ун, кој што кажа следново. Ние да немавме атомска бомба, ќе доживеевме судбината на Либија и на Ирак. Но вака имаме нуклеарно оружје и нас никој не смее да не нападне. Вториот аспект е што Иран многу тешко може да дојде до, ако го оставеа да си ја продолжи нуклеарната програма, веројатно ќе дојдеше до тоа. Затоа и Агенцијата за нуклеарна енергија при Обединетите нации изрази сомнежи, бидејќи Иран забрани да тие ги посетуваат овие центри и Форго, бидејќи се правеше големи чекори беа направени во таа насока, но има една друга теза, бидејќи замислете таков агресивен режим кој што се повикува во име на Бога, дека спроведуваат законите на Бога во земјата, да дојде до... Па тоа е опасноста. Затоа да ви кажам, например, следев една дебата на телевизија, на француската телевизија. Констатиравме дека војната интервенција била нелегална. Меѓутоа, еден професор познат од Сорбона вели вака. Точно е, но за да се експлицитно објасни ова прашање, тоа дали Иран не представува една геополитичка опасност, бидејќи со својата нуклеарна програма, ова што вие го велите, може да нападне и да направи пустош. Впрочем, Хамнеи самиот рече, ние ќе го турниме Израел во море. Сите тие агресивности, значи имаме судир на мислењата дека практично ова интервенција и била од легалистички аспект оправдана, бидејќи се соочува со друг легалистички аспект, а тоа е позицијата на Агенцијата за нуклеарна енергија, која што вели дека постои опасност да овие направат атомска бомба. Значи, и Иран не останува само на зборови дека се заканува. Тие финансира терористички организации. Тоа ние го видовме каква катастрофа предизвика во Газа, па цели години во Либан. Да. Исто така и во Јужен, значи тие нивни агресивни намери не се само зборови, тие ги остваруваат преку прокси организации. За жал така е, затоа американците и израелците Иран ја прогласија за терористичка држава и практично оваа војна се води, нели се вика епски без целата операција, насочена против иранскиот тероризам. Но знаете што, за сите луѓе кои што размислуваат, кои што чувствуваат, сепак за нас, луѓето кои што чувствуваме, кои што сме луѓе од крв и месо и така натаму и коски, и имаме емоции, сепак во Иран живеат луѓе, деца,
семејства, се случуваат трагедии, например, она трагедија каде што беше бомбардирано школото со 100 и преку 160 женски девојчиња. Професоре, заради тој аргумент не важи за Газа? Иран е директно виновен за нападот на Хезбола, на Хамас врз На секаде важи тој аргумент. Секој губиток на животот на секое суштество е губиток, емоција, за него остануваат семејства и така натаму. Какви трагедии предизвикуваат тие ирански дронови на семејства во Украина? Затоа велам, Иран не е невин актер во приказна. Точно, Иран не е невин актер. Иран е пред, би рекол, револуционарна промена. Ако успеат да го демократизираат барем малку режимот, иако беше најавувано дека ќе дојде до демократизација, сега американците велат и не мора да дојде демократизација, ама да се смени режимот. Односно, ние сакаме од нив да создадеме сојузници. Така што, од една страна, се гледа една желба на народните маси, на тие млади студенти кои што изгинаа и кои што имаат исто така голем број на роднини, пријатели, кои што имаат истото мислење, значи младата генерација бара промени. Меѓутоа, системот, хиерархијата, да не ја наречам длабока држава, бидејќи кај нив длабока држава се токму ова што тој верски фанатизам, таа теократија, исто така чинат се за да се остане во овие рамки, да Иран продолжи да биде една теократија со строги закони, со закони кои што го едноставно го малтретираат, го тероризираат собствениот народ. Не само собствениот народ, него И представуваат и околината. Сакам за крај да ве прашам за ваш став, за ставот на владата. Министерот Мацунски вели, ја поддржа практично акцијата на САД и Израел. Како вие гледате на тоа? Видете, прво, ако анализирате како се однесува нашата надворешна политика, ќе констатираме дека таа е доста безлична и уплашена надворешна политика, значи да не се сгреши нешто. Меѓутоа, тој и немал друг излез. Например, да каже не ја поддржуваме активноста, тоа значи да се соочи со интересите на Соединените Американски држави, така што како мала држава... И тоа има еден парадокс. Владата е на став дека акцијата е легална, легитимна, а од друга страна најлојалните или најтврдокорните медиуми на ВМРО се против интервенцијата. Сега, на кого да веруваме? На владата или на медиумите кои што ги контролира ВМРО? Видете, медиумот е еден од факторите на демократизацијата, оној check and balance, нели? Медиумот е оној што доаѓа до израз слободата на медиумите, сакате да речете. Што за жал често пати во овој наш, би рекол, 30 и колку годишен историски развој, медиумите секогаш биле маргинализирани или биле под контрола на владеачките гарнитури. Така што ние како мала држава навистина во такви услови, например, земете односот кон војната во Украина, земете односот кон оваа војна. Едноставно, како членка на НАТО, ја поддржавме интервенција, војната
и отпорот на Украина против Русија. Ја осудивме интервенцијата на Путин и така, дури и помогнавме со нашите тенкови Т-72, но од друга страна во одредени моменти во оваа војна, например, некако се државме премногу блиску до САД и Израел, а додека гледаме дека Европа, Европската Унија на извесен начин не се согласи со оваа интервенција. Но тоа е судбината на малите држави. Така што не треба многу да им замераме. Едноставно... Не, зборам за конзистентност. Треба можеби поголема некојаш умереност, не истрчување пред сите. Сепак сме ние малечки. Да има една рационалност, да има една стратегија. Не сме Словенија. Видете Словенија што прави. Не сме ни Шпанија. Меѓутоа... Не ни можеме да бидеме. Не ни можеме да бидеме, но како и да е, еве, нашиот главен проблем сепак е од, би рекол, внатрешна природа, а тоа е да го решиме проблемот со Уставот и да почнеме да чекориме кон Европската Унија. За жал, овој проблем стана, би рекол, голем политички, историски, културолошки влог и затоа мислам дека треба да се најде една поголема храброст кај владеачката партија. Не мора да го признае, да го признае дека грешава. Меѓутоа едноставно преку ног да каже, окей, тераме кон Европска Унија и исто така што се покажа како многу битно, да признае дека договорот од Преспа заедно со Охридскиот договор, кој исто така беше оспоруван, да ги признае како наши основни вредности, бидејќи, како што кажав, оваа војна можеше да има и еден ефект, односно, она што го кажав, судир на етничка основа, меѓутоа ние го имаме Охридскиот договор. Значи, гросо модо работите меѓу етничките заедници се колку толку регулирани. Нормално, ќе не идете на критики, но тоа е нашата историја и мислам дека треба сега патот да се интензивира кон членството во Европската Унија, без да ги загрозиме партнерските односи со Соединените Американски држави. Професоре, благодарам на разговорот. Благодарам и на вас, ми беше чест. Почитувани гледачи, следевте разговор со професорот Нано Ружин, зборевме за војната во Иран, импликациите, последиците и начинот како може да излеземе од оваа опасност. Благодарам што не следевте, се гледаме следната недела.